го повикувам да се обрати председателот на Социјалдемократската младина на Македонија, Дарко Давидковски. Добро вечер, Прилеп, почитувани граѓани, драги млади пријатели. Срцето ми се наполни и душата со радост кога видов колкав голем број на луѓе се собираат не само вечерва, туку секоја вечер овдека во Прилеп. Ги полните улиците, ги полните плоштадите, народ се влева, народ знае кај му е местото со вас на улица до победа во Прилеп и до победа во цела Македонија. Победнички борбен Прилеп не за џабе го нарекуваат. Младиот народ свати дека борбата за подобра иднина на сите млади почнува со нас. Почнува во Социјалдемократскиот сојуз и во Социјалдемократската младина. Денеска славиме роденден, 21 година. Но утре треба да дадеме 40 дена. 40 дена од кога се случи убиството на демократијата во Република Македонија. Успеа во исто време да погребат демократијата, да го затворат новинарскиот збор и да го истепаат народот кој беше пред собранието да се спротивстави на лошите политики на овој режим. Во исто време, во ист ден, се им успеа. И прегазија устав, и прегазија закон, прегазија луѓе, прегазија и новинари. Затоа денеска Македонија се наоѓа на 115-то место по слобода на медиумите. Замислите каде се наоѓаме ние. Каде е зборот на народот, каде е зборот на новинарот во оваа држава. Но тоа не треба да не плаши и не треба да не очајува. Младите луѓе знаат дека треба да се приклучат кон оваа борба. Оваа борба е борба за сите млади луѓе и за сите идни генерации. Време е да станете сите млади луѓе и да ни се придружите на улиците и плоштадите ширум Македонија. Време е да кажете доста е на овој недемократски режим која тресе Македонија 7 години. 7 години трпиме секакво обесправување на сите млади луѓе. Не ќеме да дозволиме да бидете армијата на млади луѓе кои што ја напуштаат државата во потрага по подобар живот. Да бидете армија на млади луѓе кои државата не може да им обезбеди добра иднина, па тие мора да бараат надвор од неа. Не ќеме да барате иднината надвор со вадење на странски пасоши. Ние сме македонци, тука е нашето место, тука ќе останеме и тука ќе продолжиме да живееме. Ако оваа власт не може да ни обезбеди добри услови, треба да ја смениме. Знаеме ние како треба да се обезбеди европска иднина за нашиот народ. Знаеме како да обезбедиме работни места за нашите луѓе. Дајте ни шанса, имаме сила, млади луѓе, дајте ни да се покажиме, па вие ќе видите кој ќе живее подобро во иднината. Кажуваат имале образование. Какво образование, кажете ми, драги пријатели? Латас, доктор на науки, обезбедувачите на премиерот магистри, такво ли образование ни нудат тие? Наместо студентите да ги памтат добрите денови од студентскиот живот, кога спијат и треба да се радуваат во добри студентски домови, тие секој ден треба да се мачат со влагата и промајата во нивните соби. Немаат парно ниту еден ден во овие зимски ладни месеци. Немаат топла вода, а министрите се сликаат пред нивните барокни фасади и нови мерцедеси кои што ги купуваат секој ден. Замислете и ректорот на Универзитетот Кирил и Методи си купил нов мерцедес од 50.000 евра. А македонскиот студент секој ден се потешко се справува со условите во Македонија и не може да купи книги, не може да купи храна. Па кажете ми каква иднина тие ни обезбедуваат на нас, младите луѓе. Ни викаат, останете тука и почнете свој бизнис. Пронајди го начинот, велат. Кој е начинот? Секој кој што се обидел, му дошле рекетари, му дошла инспекција, ги затвараат дуќаните, наплатуваат данок, арач. Што останува за нас, младите луѓе во оваа држава? Да извадиме партиска книжка од ВМРО ДПМН за да се вработиме? Не ни треба тоа, драги млади.
Ни треба иднина безбедна за сите, каде што ќе се отворат нови работни места за сите млади луѓе, каде што ќе може да останат да работат и да се останат семејство во Македонија, а не да бегаме од страф, од уцени и од закани нивни. Социјалдемократската младина на Македонија 21 година покажува дека има сила, моќ, борбеност и истраност да ја добие својата битка. Покажете дека сте заедно сите, посилни сме и ќе победиме во тоа. И за крај, се обраќам до младите луѓе кои што можеби не се тука, а кои ќе ма пренесете пораката. Млад човеку, времето дојде. Нема веќе неутрални. Мора да избереш каква Македонија сакаш да гледаш. Или ќе имаш добра европска здрава иднина, или ќе живееш во страф со наведната глава и ќе бегаш некој да не те прозе. На времето е дојдено да одлучите. Или ќе ни се придружите, или ќе продолжите да ќутите. Ви честитам роденденот, млади социјалдемократи, и до победа, до крај. Одиме до крај.